Од Скопје повторно ќе се лета за Барселона и Дубај, ќе има линија и до Штутгарт и Лион, а за Истанбул и Базел се воведува лети од Охридскиот аеродром. Нови 6 линии од двата аеродроми во Македонија ќе почнат да функционираат од следната година. 4 од нив ќе ги реализира унгарската Визер и по една авиокомпаниите Fly Dubai и Turkish Airlines. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави дека се спрема уште еден повик, а според плановите до декември ќе се објави нов сет на дестинации. Овие 6 дестинации мислам дека се прекрасна вест за македонските граѓани, директно поврзување со Дубај, со Барселона, со Штутгарт, со Лион, со Базел и со Истанбул. Мислам дека се навистина прекрасна вест која што ќе донесе бројни нови туристи за Македонија, но исто така ќе донесе и полесно патување за македонските граѓани. Она што можам да го кажам е дека во процес сме веќе на подготовка на втор повик, кој што ќе се објави во следните неколку недели. Очекувањата се овие 4 нови летови од Скопскиот и двата од Охридскиот аеродром до 2025 година да донесат дополнителни 200.000 патници, а со тоа и да се зголеми бројот на туристи. 5 милиони евра ќе се одвојат од државната каса за субвенционирање на овие 6 и на оние кои ќе се изберат од вториот повик за нови авиолинии. Во однос на цените очекувам да бидат доста пристојни, имајќи предвид дека даваме поддршка од буџетот. Поддршката е 12 евра по патник на доаѓање на Охридскиот аеродром и 9 евра по патник на доаѓање на Скопскиот аеродром. Да, нашиот тригодишен план е дека би сакале да субвенциите бидат некаде околу 5 милиони евра, што значи дека доколку одиме некаде упросечено, годишно би требало да бидат некаде околу 1.500.000-1.600.000 евра по сезона. Во моментов, во летниот период на летање од Скопскиот аеродром има 47 дестинации, а од Охридскиот 8, додека во зимскиот 38 се од Скопскиот и 4 дестинации од Охридскиот. На двата аеродроми во Македонија минатата година биле обслужени 3,1 милиони патници, а во првите 9 месеци од годинава бројот изнесува 2,4 милиони, што е зголемување од 3%. Со новите авиолинии кои ќе се воведат, се очекува дополнително зголемување на бројот на патници.